Јас сум Зоран Балов, тренер во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Трајковски Марко, тренер на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Јас сум Драгослав Андревски, тренирам во Кошаркарската лига Академија Баскет и препорачувам да гледате МТМ лига. Јас сум Ајтов Александар, тренирам во Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате најдобрата МТМ Кошаркарска лига. Драги гледачи на МТМ телевизија, здраво и добродојавте во четвртото издание од шестата сезона од проектот МТМ Кошаркарска лига за сезоната 2015-16. Во денешната емисија ќе видиме три квалитетни надпревари кои се одиграа во спортската сала Македонски херој, а ќе ги видиме децата од генерацијата 2001-2002 кои го одиграа второто коло во новата сезона. Освен надпреварите, ќе можете да погледнете и стандардната рубрика Топ 5 на недобрите потези од ова второ коло во генерацијата 2001-2002, ќе ги видиме недобрите 5 потези од Јадранската АБА лига, од Кошаркарската Евролига и од NBA лигата. На крајот на емисијата ќе го најавиме и третото коло кај генерацијата 2003-2004. Останете покрај малите екрани во следните половина час затоа што започнува 97-то издание на МТМ Кошаркарската лига. Ова второ коло во генерацијата 2001-2002 чест ја има да го отворат тимовите на Академија Баскет и Илинден. Официјални суди од Македонската кошаркарска федерација се Бисера Јакова и Ирина Ивановска. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме на интересните моменти од овој надпревар. Доста возбудлив и интересен надпревар одиграа овие два тима кои започна со поени на двете страни. Расположени за игра беа и двата тима, па уште во првата четвртина се постигнаа голем број кошеви. Сепак кошаркарите на Илинден беа за нијанса подобар противник од Академија Баскет и првиот дел го добија во своја корист со 15-11. Во вториот дел кошаркарите на Илинден уште повеќе го зголемија темпото на игра кое не им одговараше на Академија Баскет. Илинден беше одличен во своите напади, кои во голем процент ги реализираше додека Академија Баскет играше многу лошо во овој период, што резултираше со многу примени поени во својот кош. Beyonce's and Lucy Lou's, shaking baby doll, get on the floor.
Така Илинден овој период убедливо го доби со 17:5 и на полувреме Илинден имаше солидна предност од 32-16. Во третиот дел кошаркарите на Академија Баскет тргнаа на се или на ништо и за кратко време направија серија од 10-0 и се вратија во надпреварот. Now tell me who can stop me. I'm in the zone. Competition's none in a league of my own. All about the W. I'ma bring it home when it's over with. I'ma be the king of the throne. Now who can stop me? I'm in the zone. Competition's none in a league of my own. All about the W. I'ma bring it home when it's over with. I'ma be the king of the throne. I'm in the zone. I'm in the zone. Тие сепак не го достигнаа водството на Илинден, но надпреварот го направија доста интересен за последните 10 минути од средбата. Академија Баскет со 19:6 го доби третиот период и пред почетокот на последната четвртина резултатот беше 38-35 за Илинден. It ain't over till it's over. Buzzer be the mind state. If I ain't in the zone, then what you call this? They ask me how I do it. I tell them all risk. Why y'all miss? I could probably do a backflip, fade away, and still watch the ball switch. Camera flash when I step up to the podium. Haters looking salty. Сепак во последниот период кошаркарите на Илинден ја стабилизираа играта и со смирена игра полека правеа предност во однос на Академија Баскет, кои немаа сили за комплетен пресврт на мечот. It's over with, I'ma be the king of the throne. Now who can stop me? I'm in the zone. Competition's none in a league of my own. All about the W. I'ma bring it home when it's over with. I'ma be the king of the throne. I'm in the zone. Илинден до крајот само ја одржуваше предноста и на крајот стигна до нова победа во МТМ кошаркарската лига. Последниот период Илинден го доби со 19:9, но го доби надпреварот со 58-44. Кај победниците Илинден најефикасен беше Андреј Атанасовски со 17 поени, 11 постигна Филип Милановски, а 6 Валмир Таиров. Кај Академија Баскет беше најдобриот поединец на надпреварот Антонио Гилев кој постигна 22 поена, 9 даде Алем Зиза, а 6 Никола Ивановски. Наградата од нашите пријатели Горска за најдобри играч на надпреварот MVP отиде во рацете на Димитар Младеновски од тимот на Илинден. Здраво, сум Миле Трајковски, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ кошаркарска лига. Здраво, јас сум Никола Неделковски, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ кошаркарска лига. Јас сум Арсов Михал, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ кошаркарска лига. Гледајте МТМ кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Во вториот надпревар од второто коло во МТМ кошаркарската лига во генерацијата 2001-2002 се сретнаа тимовите на ФНП Академија и Квиско Баскет. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме најдобрите моменти од овој надпревар. И овој надпревар започна офанзивно и на двете страни, а кошаркарите на двата тима беа расположени за игра и поентирање.
from inside. I'm waking up. I feel it in my bones. To make my system flow. Welcome to the new age. To the new age. Welcome to the new age. To the new age. Ефикасната прва четвртина резултираше со голем број кошеви на двете страни, а за нијанси беа подобри кошаркарите на ФНП Академија, која добија првата четвртина со 14:12. Во вториот дел стрелците како да спласнаа се играше изравнето како во првиот дел, но поените беа во втор план. Квиско баскет го изравни резултатот и до крајот на полувремето и двете екипи постојано се менуваа во водство. Ниеден од тимовите не создаде резултатска предност, па така по првите 20 минути резултатот беше оној најсоодветниот 18-18, а овој дел Квиско баскет го доби минимално со 6:4. По паузата во третиот дел и двата тима одлично започнаа, а надпреварот како што почна, изравнето така и продолжи во третиот дел. Гледаме кошеви на двете страни од теренот, така кошаркарите на Квиско баскет го одржаа темпото на игра и во овој дел од надпреварот некако успеа да направат каква таква предност, која секако беше достижна за ФНП Академија. Got so many shades, they thought I had a lazy eye. Shorty roll me smooth as my Mercedes ride. No love, cry when only babies die. And when I go, that casket better cost 100,000. I pray to God I look my killer in his eyes. Snatch his soul out his shirt, let's take him for that. И по третиот дел резултатот беше 32-29 за Квиско баскет, а овој период Квиско го доби со 14:11. I'ma spaz on your ass like I'm on knee. Or double stack, better nigga, double that. Во последните 10 минути од средбата кошаркарите на ФНП Академија влегоа со императив да го достигнат водството на Квиско баскет, а се до средината на последната четвртина ФНП се обидуваше да го достигне водството на Квиско, кој со сигурна игра го контролира резултатот. Сепак во последните неколку минути од надпреварот ФНП Академија одлично искористи неколку контранапади и со успешна реализација го изравни резултатот, а веќе во следниот напад и го презеде водството. До крајот на надпреварот ФНП Академија задржа минималната предност и успеа да ја однесе победата против Квиско баскет, кои можат само да жалат за пропуштената шанса за победа која ја испуштија. Па така тимот на ФНП Академија стигна до нова победа во МТМ Кошаркарската лига од 43-39, а последниот период ФНП го доби со 14:9. Кај победниците ФНП Академија 20 поени постигна Виктор Саздановски, 7 постигна Петар Јанев, а по 4 коша дадоа Златко Ристовски и Жирожан Ивановски. Кај Квиско баскет 10 коша постигна Иван Марасиевиќ, 7 даде Дамјан Јанев, а 5 постигна Андреј Србиновски. Наградата од нашите пријатели Горска за најдобар играч на надпреварот MVP ја доби Виктор Саздановски од тимот на ФНП Академија. Здраво, јас сум Војан Становски и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Предраг Самаджиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докудовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Тони Гарчаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.
И во третиот и последен надпревар денешната програма се сретнаа тимовите на Киндер Мини Баскет и Крива Паланка. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме најинтересните моменти од овој надпревар. Подобрата игра и првата победа во МТМ Кошаркарската лига во дебитантскиот настап, кошаркарите на Крива Паланка овој пат се сретнаа со тимот на Киндер Мини Баскет. Уште на стартот кошаркарите на Крива Паланка започнаа фуриозно и за кратко време резултатски се одлепи од Киндер Мини Баскет. Серијата продолжи до крајот на првата четвртина, а кошаркарите на Крива Паланка буквално ја разбија одбраната на Киндер Мини Баскет. Тие создадува и двоцифрена предност уште во првата четвртина. Киндер Мини Баскет се обидуваше, но Крива Паланка погодуваше и резултатот на семафорот по првите 10 минути беше 17:2. Во вториот дел кошаркарите на Крива Паланка го продолжија надпреварот во исто темпо и со уште поголема динамика го полнеа кошот на Киндер Мини Баскет. Сепак Киндер Мини Баскет не ја повтори слабата игра од првата четвртина и се консолидираше од почетниот шок. Но на теренот играше само Крива Паланка, кој на полувреме имаа недостижна предност од 38-10, а овој период Крива Паланка го доби со убедливи 21-8.
Во третиот дел кошаркарите на Крива Паланка го намалија фуриозното темпо и само ја одржуваа високата предност со која се стекнаа во првото полувреме, па само рутински го играа над преворот. Тоа малку го искористија кошаркарите на Киндер Мини Баскет и ја намалуваа предноста на гостите. Така третиот дел им припадна на кошаркарите на Киндер Мини Баскет, кои некако ја намалија високата предност на Паланка. Во последниот период не се случи ништо посебно, па така кошаркарите на Крива Паланка стигнаа до нова победа во МТМ Кошаркарската лига. Последната четвртина не решаваше ништо за конечниот исход од овој надпревар, кој заврши со 20 поени разлика, 48-28 за Крива Паланка. Кај победниците тимот на Крива Паланка најдобар со 20 коша беше Виктор Петровски, 7 постигна Јован Стојчевски, а 4 Матеј Михајловски. Наградата од нашите пријатели Горска за најдобар играч на надпреварот MVP отиде во рацете на Виктор Петровски од тимот на Крива Паланка. Јас сум Божидар Гилевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Ѓокица Ѓошевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Илинден, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марко Василев и тренирам во кошаркарскиот клуб Борец, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас се викам Јован Александровски, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско Баскет и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Матеја Стеков, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Следува рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова второ коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 2001-2002. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. А како тоа го прават најдобрите, погледнете ги на новите топ 5 потези во АБА лигата, Кошаркарската Евролига и NBA лигата. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways. Filled with O's and O's, they counting always. 305 all day. Now, baby, we can parlay. Oh, baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with the red tie tied up. Ethan Gris, nice to meet you. But time is money, only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. This moment.
sense, don't it? Now make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than Slick Rick the Ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shooter. I'm far from cheap. I break down companies with all my peeps. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Reporting live from the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways, filled with O's and O's. They counting always, 305 all day. Now baby we can parlay, oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with the red tie tied up. Ethan Gris, nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. I see the future, but live for the moment. Makes sense, don't it? Now make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than Slick Rick the Ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shooter. I'm far from cheap. I break down companies with all my peeps. Baby, we can travel the world and I can give you. I like to move it, yeah, I like to move it. Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевкан. Јас сум Лазар Пуволски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Никола Николовски, тренер во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет. Гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Филип Тодоровски, тренер на кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет. Вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Драги гледачи, тука завршува и ова четврто издание од шестата сезона на МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2015-2016. Ние се гледаме повторно следната недела со надпреварите од нашата лига, која вие, почитувани гледачи, ексклузивно можете да ја гледате на програмата на МТМ телевизија. Следната недела ќе ги видиме децата од генерацијата 2003-2004 кои ќе го одиграат третото коло. Почитувани гледачи, останете и понатаму со програмата на МТМ телевизија, а со новите кошаркарски возбудувања во МТМ Кошаркарската лига се гледаме повторно за 7 дена. Поздрав! Oye mamita, dale, que la cosa está rica.